Локалните избори пред граѓаните ги вадат партиските математики и планови за развој на општините и на државата во целост. Годинава локалните тргнаа средежешка дебата која ја предизвика законот за јазици или како го понесе името кај народот, закон за албанскиот јазик, кој што ќе ја редефинира државата во двојазична со федерални карактеристики. Тоа што ги поврзува двете теми, закон од сферата на рамковниот договор со локалните избори, не се само рефлексиите од ваквите државни решенија врз општините, туку и врз која основа се планирани и изработени решенијата од локалните понуди и решението пак врз кое почива потребата од нов закон за употреба на јазиците. И за едното и за другото потребни се податоци кои може да ги даде само најголемата статистичка операција во една држава – попис. Ветувањата за попис се загубија во партиските игри. Не смее да се заборави дека прекинувањето на обидот за попис во 2011 година и никогаш потоа да не се продолжи, за Зоран Заев, опозиционерот при рушењето на власта, беше калкулација на партнерите во режимот за множење на фантомски гласачи. Потоа пописот стана дел од неговите гласни ветувања за итно попишување, а потоа да влезе и во партиската изборна понуда. Во планот за живот стои напишано: ќе спроведеме попис на населението според меѓународни критериуми и стандарди. Податоците ќе им овозможат на државните институции и академскиот свет, граѓанскиот сектор, вистинска анализа и креирање реална политика во секоја сфера. Но сето тоа се загуби во меѓупартиските договарања со албанските партнери за да успее да состави владина коалиција. Ако постоеше во планот за живот, сега во програмата на владата до 2020 пописот го нема. Така е тоа кога политиката и коалицирањата зависат од квота. Квотата прерасна во алфа и омега во општествените движења. Таа квота ја определува попис, а пописот го нема. Во таа насока беше и пораката на председателот на државата по парламентарните избори, кога веќе се насетуваше условувањето од албанските партии и сотиранската платформа за формирање на влада. Без нов попис на населението не може да се бараат права што зависат од статистика. Очекувам новата влада што поскоро да спроведе попис за да видиме колку сме, да видиме дали реалноста на теренот соодветствува со тврдењата на некои политичари, порача Иванов уште во годишното обраќање. Па нагласува: службената употреба на кој било јазик во Република Македонија зависи од статистиката, а единствениот начин за добивање на реална статистика е пописот, истакна председателот. А ако се вратиме во минатото, ќе видиме и предходно дека имаше предлози за попис, како и за електронско пребројување. Во 2014 година тогашните партнери на власт, Груевски и Ахмети, зборувале за административно пребројување на населението, но и со теренско истражување во врска со неколку прашања кои се важни за македонската статистика. Но за ДУИ тоа прашање не било приоритет. Секако повторно проблем било попишувањето на тие што се надвор од државата повеќе од една година. Тоа за ДУИ би било оптоварување на административниот попис, а истото тоа го оптовари и редовниот попис во 2011-та. За подготовка за попис се говори и во 2015 година, во најголемиот дел електронски, а за теренскиот дел се споменуваа апарати за проверка на биометриските податоци, на тој што треба да се попише, за да се нема сомнежи во резултатите, но ниту од тоа јавно немаше резултат. Спроведување попис на овој начин со идентификација со прсти било тема и на преговорите за формирање на влада меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ јануари годинава, со идеја таквата идентификација да ја има и на следните изборни процеси, но резултатот од преговорите е познат. Сега во екот на изборите власта открива план за централен електронски регистар на населението, чие конечно решение се очекува јули следната година. Иако веќе се толкува како замена за пописот, оттаму велат дека регистарот не исклучува спроведување попис на населението во негова стандардизирана форма. Но имајќи го предвид досегашното искуство на темата попис, како и сега наведените примери, зар некој реално очекува спроведување на најголемата статистичка операција во догледно време? Особено што сега, без статистички податоци, без реални аргументи, се исполнуваат ветувањата за двојазичност и други излети преку рамката за задоволување на коалицискиот мир во извршната власт. Поистерк како што и ветувањето за попис исчезна од животниот план на тимот на Заев во замена за власт, така и ова ветување за регистар и теренски попис, за жал, веројатно ќе исчезне во некои следни партиски натегања на важни политики со процентуални зачини.